Добро утро, почитувани слушатели на фреквенцијата 107,4 FM и сите вие кои не следите во живо преку социјалните мрежи. Уште едно утро, уште едно еспресо со Златев и Боцевски. Ивица, добро утро. Добро утро и за тебе. Вчера имаше, Ивица, еден протест во центарот на Скопје, протест за случувањата на онкологија. Беше? Не беше. Требаше да одам, не отидов затоа што бев уморен. Ако имав некои други обврски, не отидов. На првиот па имав па некои други обврски, меѓутоа знам кои иде горе долу и кои се мотивациите на луѓето кои што се таму присутни. Вчера имаше околу максимум 500 души, 200-300 луѓе, барем понешто може да се види на снимките и на на видеата, на фотографиите и оно што ни го јавија репортерите на Лидер кои вчера беа таму, што на еден или на друг начин е разочарувачки, затоа што станува збор за една навистина важна тема. Тема која барем на социјалните мрежи предизвика огромен револт, но некако тој револт не се слева од социјалните мрежи на улиците. Не е темата, сега, да бидем искрени, темата е... Сензитивноста на темата. Сензитивноста на темата е премногу висока. И сега, дури, знаеш, многумина луѓе си прават математика, знаеш. Исто како, ако веќе правам споредба, иако ми е непријатно, не сакам да ја правам тоа споредба, ке знаеш ти зошто. Како темата Заев и неговата, едно од неговите најгрозоморни лаги за Смилковско езеро. Нели? И сега, нели, секој пат кога сакаме да ја повлечеме овако аргумент, во глава некаде ти вика, добро, тие родители, по кој пат ќе ги убиваме тие деца на етерот и по кој пат тие родители ќе ги изнесуваме пред како се вика тоа, ќе ја оживуваме траумата. По која што тие не може никој што се разбудат. И тук му е таа една причина која што оваа тема малку ја прави специфична. Значи ВМРО ДПМН избра еден институционален пат и мислам дека сите со нетрпение очекуваме анкетната комисија во собрание. Не знам, и ја изгласа, составот го изгласа или само е точката ставена на дневен ред? Не можам, не следам многу доволно. Многу значено прашање. Не следам доволно. Огромен, види, да, во право си, еве, например, јас имам блиски луѓе кои се лекувале на таа клиника, за среќа до сега успешно, за среќа, фала му на Бога и фала им на тие таму, нели, експерти кои работат на случајот. Не се сите луѓе таму исти, на таа клиника, не се сите криминалци, не сите крадат терапија, туку на најголем дел се честни лекари и медицински персонал кои достоинствено работи, а дел ги правеле оние грозоморни работи кои ги видовме. Но тука има во една корпа со јаболка едно е доволно да расипане. Еве сега, иако пак ќе кажам, сум лично засегнат од таа клиника. Да не откривам преку кого, тоа е нарушување на приватноста. Сепак, еве ја ќе ти кажам зашто ја не отидов. На првиот протест не отидов затоа што имав одредени семејни обврски, а вчера не отидов затоа што не сакам некој да ми мафта со полов орган на протест каде што протестираме за одземените животи за нечи татко, за нечи брат, за нечија сопруга, нечие дете и некој таму да се изживува како ова да е некаква класична партиска игра, како ова да е некаква реприза на шарената револуција. Тој некој е Димитар Апасиев кој на претходниот протест под секое човечко и достоинствено ниво за настанот таму бараше палацио некој да му даде на протестот. Не знам како да наречам, еден психопатски, социопатски чин од негова страна, вулгарен чин. Знаеш, вулгарен е кога ти ќе излезеш тоа и
ничим изазван ќе го кажеш. Тогаш е вулгарно. Или кога ќе му кажеш евако у дебата на некој, тоа е вулгарно да му го Добре, кажеш. ја сега Но се кога го познаваме- но кога се го познаваме употребуваш доволно тоа, долго, знаеш дека тој и во дебата не го кажувам, знаеш. да, ти нема тоа ни во дебата да го кажеш. А вулгарно е да се каже. Па е. Но кога го кажуваш тоа, кога го истакнуваш тоа, на сметка на сите оние кои нели ги загубиле своите животи за некој да направи профит, тоа веќе не е вулгарно, тоа веќе поминува во една посериозна психолошка фаза. Не е само вулгарно. Малку треба тој човек да подразмисли колку е здрав и нормално тие околу него и тие кои имаат своји деца во таа политичка партија, кои или се симпатизери, поддржувачи, треба да размислат дали не станува збор за некаков, не знам, култ на лудилото, за некаква секта. Затоа што нормални луѓе какви што сите се стремат нивните деца да бидат, не се однесуваат онака. И сега, на првиот митинг видовме дека таа политичка партија преку целата иконографија го на еден или на друг начин го окупираше со својата вулгарност. во Абе, добро случај- сега. Тоа е легитимно. Опозиција се лепи на теми се. Но, Тука нема значи. откако го окупираше тој протест, не е легитимно, затоа што тоа е народна тема. Тоа е тема на граѓаните, не е тема ниту на Мицковски, ниту на Да, Ковачевски. ама опозиција се избира стратегија. Најмалку Овие па така на избрале. Апасиев. Опозиција Значи, избрала стратегија. Не, нивната стратегија Можеме го да ја уништи коментираме, овој протест и видовме дека поради тоа што со нивната стратегија така агресивно да го окупираат тој протест, вчера оттргна голем дел од луѓето како мене, од оние што се нормални, разумни, рационални луѓе, образовани луѓе за разлика нели од нив, кои не отидоа на тој протест. И вчера имавме 200-300 души, од кои најголем дел нели беа од политичката партија Левица, некои тука скопски активисти, околу 200-150 луѓе од таму, 3 класа во средно училиште, другава група, другава половина беа луѓе кои се уште се нели револтирани од тоа и кои се фатија на јадицата на Апасиев. Тоа е реалност. За она што се случуваше вчера. Е сега, начинот на кој што Левица го изведе сето тоа, од еден протест кој требаше да значи пресврт во граѓанската борба во Македонија, да направи од тоа на крај едно гротескно такво мало настанче на нивната партија, е пред мене тоа тие имаат целосната одговорност и сакале или не можеме да тврдам дека е намерно, иако потоа нашите репортери ги забележаа како слават во едно кафуле и како дури рекле од да сама ќе бидат задоволни. Нема се. Кажувам. Нема, молим те. Сега не се Кој ти е поривот вака да ги браниш? Па затоа што се во сите овие години на Кога? урушување на Македонија од 2017 од денес се опозиција. Добре, еве ја И, вчера гледав знаеш, видео онака, како Димитар Апасиев вели дека Талат Џафери во 2017 година бил легално и легитимно, тоа е се од легитимно најшулански избран. снег сега, Не, ќе мене зборим, можеш да ми извадиш работи од пред 10 години, од пред Да. 15 години што сум ги кажал и ќе дојдам тука и ќе ти го образложам и контекстот и зошто е тоа така. Добро. Не, контекстот е, значи, simple as that. Она гласање во 2017 година, за кое што до ден денес немаме стенограм, кога Талат Џафери стана председател на собранието на Македонија, Точно, се согласувам. до ден денес нема стенограм, до ден денес не знаеме Нема ништо. кој гласал, кого И гласал. одлуката е нелегитимно објавена во службен вестник. Слушам таму затоа бараат некои визи за Канада и селенички, така натаму. Димитар Апасиев затоа вели дека е легално и легитимно. Одиме понатаму. Во годините кога јас бев навредуван, кога јас бев подценуван, затоа што уште од 2014-2015 година говорев дека бомбите и шарената револуција имаат една единствена цел, да го сменат уставното име на оваа земја и
нели, да ги стават македонците во една подредена позиција во својата земја и да изгубат национална држава, да ги бугаризираат и така натаму. Тебе прилози постојат, ќе ви ги извадам. Од 2015 година сум го правил ова, сум го зборел на Сител. Денес е 2023 година. Поминале 8 години. Од тие 8 години, 4 години Димитар Апасиев поминал како шарен револуционер, обидувајќи се да го спроведе тоа до кое дојдовме во 2019 година. 3 години. Поминал како шарен револуционер. 3 години поминал на Либертас, на Еден ТВ, 3 години ги ширел тие, бил советник на Катица Јанева, земал плата, за тоа го видовме сите, и сега јас треба да верувам од денешна позиција дека Димитар Апасиев бил опозиција. Димитар Апасиев станал опозиција во моментот кога го избркале од работа од специјалното јавно обвинителство. Не. Со кое до тогаш се вршеше притисокот за промена на името и кое де факто тоа обвинителство ја направи промената на името. Одиме понатаму. Од денешна перцепција, значи темата која најмалку му одговара на СДСМ, тоа е темата со онкологија. Ти да влезеш на тој протест со онаков наратив само поради една цел. Тој протест да се загуши. Ја не велам дека е така, но кај луѓето создава оправдано сомнение дека повторно Апасиев одработува за СДСМ. Третото сомнение кое се отвара после се ова од страна на него и на неговата партија, ако сакате, е тоа дека во континуитет, сега на пример, имавме промени на казнениот законник, тие го обвинуваат ВМРО ДПМН за тоа, иако на сите им е јасно дека лажат, затоа што и без ВМРО има кворум. Ако ВМРО е во собранието, зошто е во собранието? Ако не е во собранието, зошто не е во собранието? Значи, втор случај каде Апасиев е фатен во директна лага. Во директна лага со цел нели да се наштети на опозицијата и да се помогне на власт. Третото е што ние во Македонија сме прилично прозападно ориентирани како земја, но има некакви параноици кои трошат милиони за борба против руско влијание во земја која не постои. Апасиев е архетипот дека постои руско влијание во Македонија и видовме колку пари се перат. Не се разликува тука анализата, ја не го гледам тоа тука. Овако, ти мислиш дека он е како се вика? Ја мислам дека е легитимен опозиционер. Мислам дека кој го донел СДСМ на власт? Ајде, добро е, ја ќе го прифатам твоето. Знаеш колку луѓе од СДСМ на власт, па сега се вдело од овој. Добро бе, ја немам проблем, на сите ќе им дадам опис. Значи, еве, јас се прифаќам легитимен опозиционер, запирка кој го донесе СДСМ на власт. Слушај се, исто мислам, колку што ВМРО ДПМН направило кворум за да се направат измените во кривичниот законник, толку Апасиев одработувал за СДСМ да се сруши онкологија. Од прилика тука. Ама дали се сруши онкологија? Не беше кој ќе сруши бе ова? Либошо, како може еден ваков мега скандал да се... Зошто од таков мега скандал на крај ја видовме онаква гротескна состојба? Па не, види ке продолжи ова. Ова нема да заврши. Ако имаше и до 500, стана 500, сега ќе стана 300. Ќе продолжи. А од 300 ќе стана 200 и на крај Апасиев и сопругата. Проблемот е што власта го гуши ова. Тука да немаме сомнежи никакви. Власта го гуши ова затоа што прво затоа што се неспособни. Мисле дека ќе направат некој безвезе пиар за целата работа. Со ова со онкологија. Зошто влегува по тебе од СДСМ од целата приказна? Зашто? За онкологија, зошто влегува? Па влегува затоа што прво не влезе СДСМ, да се разбереме. СДСМ никогаш не влезе. Влезе полицијата. Значи сега знаеме во Македонија како функционираат нештата без да има информација до најгоре. Сега, во некој прво таа истрага која почна не беше така агресивна како што подоцна СДСМ сакаше да ја прикаже, се работи за најобична акција преземена поради нели пријави прво од граѓани, кои доаѓаат тие пријави од граѓани благодарение на текстовите на Фокус. И сега што се случува? Ти кој идеш и пријавуваш нели во полиција, во мора да има документи, остеловие мора да постапат. Они мора да постапат. И они постапиле, медиумите во меѓувреме информираа за тоа постапување и дури тогаш они дознаа дека постапиле.
Значи да се разбереме, СДСМ никогаш не сакало ова да функционира. Ова е по пријави на граѓани. СДСМ никогаш не сакало ова да функционира. И СДСМ отпосле сакаше да прави пиар на сета таа работа, првенствено нели преку... Добро, се согласуваме ли дека анкетна комисија и ти ја чекаш с нетрпение? Ја чекам анкетната комисија, не ја чекам со нетрпение. Јас со нетрпение го чекам падот на оваа власт. Затоа што нормално 100 комисии, 100 анкетни комисии, 100 овакви, 100 нема да сменат ништо. Значи ова на крај имаше анкетна коалиција. Ево на вчера што го зборевме за модуларната, нели? Најде Боже, мислам не. За модуларната болница. Јас со оваа власт, ова судство и ова обвинителство не очекувам никаква правна разрешница која ќе биде правична. Очекувам дека исто како и со случајот со, како се викаше, модуларната болница, исто како со случајот со ласкарци, на крај работите ќе завршат така. Види, ја прво, не, види, пак ќе кажем, ја чекам таа анкетна комисија, затоа што анкетната комисија... Еве, ајде. Да се вратиме назад. Еве сега едно наши слушателки, верна слушателка не вика. Едно принципиелно прашање. Зошто опозицијата бега од улични демонстрации, зошто никој не ќе да го поведе народот? Сега видете. Сега гледајте колку, почитувани слушателки, вие сте изманипулирана веројатно, затоа што ве познавам вака онлайн, нели? Ве гледам дека постојано полемизираме. Одиме сега поред. Прво, имаш протест, кој на еден или на друг начин, независно од граѓаните, организиран поради револтот на социјалните мрежи, создала таа група и така натаму. Тој протест оди и го окупира Апасиев со покажување на полови органи кои бара да му бидат пушени на самиот протест. Тоа создава едно згрозување кај сите нормални луѓе. И сега прашањето е, не одат тие луѓе на протести, и сега што е проблемот? ВМРО е криво, ВМРО не ги носи своите членови на овие протести. Тоа е гениалното објаснување на левица. Зошто протести ве пропаднале? Не поради нивната вулгарност, туку пошто ВМРО не ги носило членовите. Сега замислете, ВМРО треба на Апасиев да му ги носи с него своите членови и Апасиев треба да ги води. ВМРО треба да се луди и да земат автобуси од Кавадарци, од Велес, од Струмици, да ги спакуваат, нели, не да ги спакуваат, тоа се нивни членови, достоинствено, нели, да ги однесат на тој протест и Апасиев да ги води. И ако не го направи тоа ВМРО, ако не му дае на Апасиев своите членови, ако не му ги однесе, за он да им бара пушење, тогаш ВМРО е виновно затоа што нема улични демонстрации. Ова е гениална, нели, една логика која во изминатиот период левица ја заговара на социјалните мрежи. Не е проблемот. Овие протести Билјана, еве наша слушателка, јас не сакам да ги води ВМРО. Кој што не сакам и левица да ги води, ниту СДСМ или било кој. За ова не ми треба мене ВМРО. Овде станува збор за животот на мојот татко. Тука не, што има мене ВМРО да ми води протест, или левица или СДСМ. Не е ова шарената револуција, па сега ние ќе се лажеме, СДСМ се ќе организира, па ние сега ќе ги лажеме сите, дека ова тука е независно граѓанство, а Апасиев ќе ги води умеѓу време. И ќе собира членови некакви во неговата партија. Тој филм нема да го гледаме. А нема да го гледаме од една единствена причина, што оваа тема не е за партиски поени. Оваа тема не е за мене партиите да ми водат демонстрации. Оваа тема е за граѓански активизам. Граѓански активизам кој поради пушењево, барањето за пушење, беше загушен од еден човек и од една организација која сега го презема и тоа изгледа така смешно како што изгледа. Тоа е, да ја одговорам, нели, на нашата слушателка. Во однос, да се вратиме назад за СДСМ. СДСМ Ивица воопшто во ниту еден момент не покажа дека. Дури што ви кажа вчера, ВМРО го ја попречувало истрагата. Не, така, тоа е глупосте ти. Тоа е смешно. Тоа е смешно. Не, па они, види, гледаш во нивната логика, па тука ВМРО и левица биле тука. Таму е друга патологија. Овако, таму е друго гледиште на нештата.
Гледам дека дури и на овој протест уште нема, на претходниот протест нешто заокружувале таму луѓе. Добро. Овие биле вакви, овие биле Сцената е наместена за да биде уште една шарена револуција. Која? Ова. Од една страна ја видовме на иконографија на левица, само крвови, па смрт, па ова, па она. Тоа е таа нели шарено револуционерска иконографија, тоа. А од друга страна видовме дека СДСМ па се однесува исто како ВМРО што се однесуваше кон шарената револуција, но очигледно тој филм не го гледаме. Што е добро? Значи, Жал ми е што нашиот народ не може независни протести да организира за ова. види се, независни протести се малку, како да кажем, на крајот на криштата, секој протести, секојаш кој народ излегува на улица, доброволно излегува. Значи нема, освен ако не се злоупотребуваат државни средства за организација на протести, опозицијата секојаш кој организира протести, Добро, тоа се прајдот граѓански секоја протести, година се организира од државата. Ама пак се, значи кога зборуваме се, човек кога избрал да отиде некаде, граѓанско е. Знаеш, дури кога е политичко. Граѓанско е. Значи некој доброволно, нели, отишол, дали со автобус, дали пешки, дали што може друго да прави. Не знам, со возило па се паркирал, отишол на протест некој. Така што протест е протест. И жалосно е што остана нели 200-300 луѓе вчера за оваа работа, а тие 200-300 луѓе остана, образлагав претходно да не се повторувам. Зошто суштината е како тоа да се смени. Жестоко ми го почна утро, право ти кажам, ова, јас така фино си очекувам некој влез во емисија, отидовме од нула до во вториот дел ќе се позанимаваме со други работи, и тука да го затвориме првиот дел ова со онкологија. Веќе 20 минути избориме, мислам дека е доволно. Не, види, вака да бидеме искрени, мислам сега те надополнувам, не ти се спротивставам. Го затвараме ова врзано со вчерашниве настани. Далеко од тоа дека ќе затвориме оваа тема. Не, оваа тема ќе се анализира, се додека Борислав Крмов не заврши факултет. Вчера тој ги предводел. Тој ги предводел протестите. Не, знаете, не постојано критикуваме, нели, еве сега уште ова и одиме со реклами да спечалиме малку. Замислете, пратеник од левица има 0 денови работно искуство во неговата биографија и нема завршено факултет. Тоа се луѓето кои ви ги нуди левица. Оној, како со кратката, без коса. Борислав Крмов. Значи, 0 денови работен стаж во животот, до 82 е роден, до 40 години не работел ништо, и ај што не работел ништо, нема завршено факултет. Ај ке речеш, бил нешто. Со факултет па бил невработен. Народ го избрал, сега што да правиме? Баш пошто народ го избрал, ние треба да му кажеме на народот што бира. Народ не ни знаел за што гласа. Народот мислел, ние гласаме за Апасиев. За разлика од Джабир, народ го избрал, има разлика огромна. Баш поради тоа што е избран од народот, одговорноста да заврши господинот. И сега на крај во демократија не ли треба да се овозможи представништво. Знаеш дека сега далеко од тоа дека бранам било што, меѓутоа една од главните критики за истрошеноста на демократија на Западот е тоа што во парламентите одамна нема изворни представници на работничката класа. Знаеш тоа? Дека во случајов на неработничка. Добро. Значи знаеш тоа? Вика во Британија одамна нема синдикалци кои што ја представуваат изворна работничката класа, во Шведска исто така и така натаму, и тоа придонесува до тоа таму да има некои теми што никој не ги чувствува. Јас се согласувам во ова со... Види, во трета изборна единица, во една поларизирана атмосфера, не го избрале се, знаеш, не може да спориме. Исто кога ти текно, ја и ти кога водевме емисија минатиот пат, што ни замерува, сега ни замерува сите зошто бевме единствени, кој што тој да речеме дел кој што беше врзан во
со ВМРО ДПМН, збор не кажевме за Андре Жерновски. Екна што зборевме тогаш зашо е тоа така, рековме луѓе бе, го избраа на избори. Тој факт е. Да, така беше, нели? Апсолутно. Апсолутно. На глава ни се качи Адемек, зашто сите, нели, вако, зашто... Не, не можеш да јас спориш. се согласувам дека треба представници на работничката класа, работници, синдикалци, нели да влезат во собранието. Ова ќе патентираме неработничката класа. Но во случај останала збор нели за човек кој не бил вработен, не бил дел ниту од работничката класа, значи бил дел од неработничката класа и сега втор да ставиш човек кој е невработен. Како што забележувате, почитувани слушатели и гледачи, кога имал Љупчо силен доручек наутро, тешко е вака. Втор да ставиш на листа човек кој нема завршено факултет и нема ден работно искуство, говори реално за понудата на твојата политичка партија која нели треба да се анализира во емисии како нашава. Го храбруваме другарот Крмов да ги комплетира своите студии, учењето е мајка на знаењето. Јас сум еден од застапниците на практиката на доживотно учење. Има време, значи ако 82-ра, има време да заврши факултет, ако сакате има време и да магистрира. Го охрабруваме тоа да го направи на државен факултет во Македонија или во странство, но има и квалитетни приватни. Одиме со реклами, почитувани слушатели, по кои се враќаме во вториот дел од нашата емисија. Се враќаме назад во студиото на Радио Лидер. Ивица, кога сме кај неработничката класа, кај Бојан Маричич? Види, како ти кажам, со сите негови слабости, сепак Крмов започнал студии, бил во Скопје, значи се борел, како ти што си се борел. Имам примери по 10 години што се бореле и не ја победиле битката. А овој што се борел? На крај. Кој? Што го кажа овој другиот? Бојан Маричич? Да. Добро, не магистар мислам. Ајде се, молим те се. На државно, не. Образован. Мене ми предавал Бојан Маричич. Што се борел, те прашувам. Мене ми предавал Бојан Маричич на Политичката академија за социјална демократија. Не уча за европски интеграции заедно со види, Лидија Димова. него прво вистинско работно место во живот му е министер за правда, да. Добро се, позната македонска. И ти си ангажиран во невладин сектор, немој така сега против невладини да. Добро, јас сум имал вистинска работа, не сум само во невладин сектор. Невладин сектор е за попладне. Леко те слушнат. Овој дел ќе биде исечен и пратен до раководството на ЦРПМ. Добро. Значи, овој дел ќе биде и исечен и пратен до раководството. Види, сепак он беше таму, не учеше за европски интеграција. Значи, како ќе фатиш некоја тема, ко загар си сега, ако треба и Маричиш ќе го браниме, така. Не, нема да го браниме. Се надам да ќе ми е забавно слушателите гледачи. Јас види, ние дебелите луѓе имаме некаква солидарност. Имаме некаква солидарност, не. Не, тој нема. Тој нема солидарност кон никого. Па не дели од репрезентацијата ништо. Не дели ништо од репрезентацијата. Го нема нигде човеков. Исчезна, да? Не, тоа е, види, вистина, тоа е едно легитимно прашање. Каде е Бојан Маричич? Дали е добар, дали е жив, па тоа не е битно, со здравието киднапиран, да. Европски интеграции се сериозна работа. Прво најбитно ова не е на шега. Се надеваме дека прво се е во ред со него. Здравствено, нели, така натаму. Ако се е во ред, тогаш легитимни се критики, што ги кажуваме. Ако не се извинуваме. Дури и русиве тука се активни, немој да го киднапирале. Има тие Славјанка, мислам, повеќе. Стева Пендаровски, Славјанка, тука долга е ваканизава на борси. Маричич, ако го земат, оние војните резерви за храна ќе им патат. Нема. Во ситуацијава. Да. Го нема човекот, исто како што ги нема и европските интеграции на Македонија. Еве вчера се сретнал Ковачевски со Сарацин. Чекај,
Бил Маричич на средбата. Добар е. Да, еве го гледам. Тука е. Добре. Значи, супер. Добре. Вице-премиер за руски прашања не е декор. Специалниот представник на сојузната влада на Германија за Западен Балкан, Мануел Сарацин, на средбата со председател Димитар Ковачевски, на која присуствуваше и вице-премиерот за европски прашања Бојан Маричич, ја потврди силната поддршка на германската влада за натамошниот напредок на земјава на евроинтегративниот пат и ги реафирмираше заложбите и очекувањата на Германија, државата да продолжи во таа насока и после збореле дека треба да направиме уставни измени. Очекувано. Не им викаме важи. Да. Добро. Не има една поубава вика патот ваш, вика од тоа Мекларот вика патот ваш е неповратен кон него. Сега колку брзо ќе видиме. Сега читаш изјавата и вика знаеш дека сериозен човек е род. Бавно тргнавме на неповратен пат. Животот е неповратен пат. Го знаеш што вица со Тодор Живков сега кога сме на тема и уставните измени. Вели држи митинг Тодор Живков и вика патуваме кон комунизмот. Народот вели немаме леп. Овој вика повторно патуваме кон комунизмот. Велото вие немаме леп. По трет пат вели патуваме кон комунизмот. Пак вика немаме леп и на крај вели Живков доста веќе вика кога се патува не се јаде. Така што и ова нашево испадна соејо, знаеш, онака патуваме нели кон европската интеграција, но кога се патува изгледа не се јаде. Понекогаш кога читам медиумски наслови ми доаѓа смешно. Шо вели? Не ли е смешен овој наслов? Вели, градоначалници на македонски општини во САД учат како да се борат против корупцијата. Смешен е. Така одат у САД да учат како да се борат. Тука се во посетата се на Вашингтон се градоначалничката на Скопје Данела Арсовска и градоначалниците на Кисела Вода Орце Георгиевски, аеродром Тимчо Муцунски и Битола Тони Коњановски, на Крушево Томе Христовски и на Гостивар Арбен Таравари. И ќе ги учат како да се борат против корупцијата. Добро види. Веројатно, знаеш дека нели кога учевме политички науки, а и во историјата се учи како пример нели за како се вика таа злоупотреба на службена должност и корупција, политичките машинерии во големите урбани центри во Америка беа посочувани и како пример за партиско вработување. Посебно нели вела дека и ден денес партиската машинерија на Демократската партија во Чикаго е една од најактивните. Него земале на бутел градоначалников. Тој со джудо веројатно се бори против корупцијата. Добре да ако нека. Пошто нели беше тренер. Види ке научат се, секој искуство е искуство. Исто и Стефче Кимовски е каратиста. Со карате против корупцијата. Ајде се, можеби мада не ми делува дека со карате. Во секој случај ќе одат во Америка, ќе видат се како таму Америка има што да се научи од Америка сигурно. Овако. Дали борба против корупцијата може да се научи, не сум сигурен, меѓутоа многу други работи може да се научи. Дигитализација, на пример, на јавни услуги. Еве, до пример, кај мене на универзитет има во Англија Anti-Corruption Studies, што е програма мастер која трае 2 години. Сега има секаде има. Овие сега за недела дена дека ќе ги научат. Не добро, ма види, може ќе дознаат за нешто околу транспарентност, околу ова начин како тие јавните набавки се прават подостапни и така. Не знам. Сигурно имаат една сериозна програма, сигурен сум. Баш ка види во градот се кај што јас сум студирал, виде во Питсбург и во Феникс, така што ќе видат и источен и западен брег на Америка. Штета што Боро Малборо веќе не е градоначалник, него можеше во ДЕА да го пратат на некаква обука. Тој што го фатија дека шверца стигари. Добре што не го пратиле таму, затоа што прво ќе отидеш во овие резерватите индијански, или таму се акцизни стоки без акциза, а кој знае што бизнис ке развиеш. Види, СДСМ е синоним нели за владење за многу работи во изминатиот период, но два лика ќе останат како синоними за владењето на СДСМ, не поради тоа кои се ликови што направиле, туку поради прекарите. Тоа се Боро Малборо и Мира Дизел.
Акцизни се едниот и другиот. Акцизни се и едниот и другиот, не доаѓаат од највисоките политички кругови, туку сосем спротивно доаѓаат од оној последниот омот на Кромидот, помеѓу последниот, едниот градоначалник од Ново село, другата пратеничка од Делчево, но како синоним на владењето. Иако види у центарот на Кромидот, што зборише Зоран 1 евро за Вицето Заев. И од тука вака се шири. И кога сме кај Зоран 1 евро за Вицето Заев, Вицето Заев летово ја купил фирмата на Боро Малбо. Што? Значи, и тука имаме Едно по едно се собира Љупчо, немој така, знаеш. Штека по штека, знаеш колку се прават. И овој дел, нели, со корупцијата во иначе Боро Малборо е слободен граѓанин, го фатија на дело као шверца цигари. Ја купил ли не, или била негова Шо? фирма? Тоа е прашањето кое Кој ме мачи? мене не ме мачи, одговорот ми е прилично јасен. Добро, вака дилеми, знаеш. Ова е баш синонимот, нели, за овие 4 години, мора како 6 години власт дојде до СДСМ, леле колку сме. Што му сгрешивме На Бога. на Бога? Како вече на Балканското, со кои камења го гаѓавме Бога, знаеш. Па добро, верувавме во лажни пророци како народ и сега тоа е цехот. Да. Всушност на крајот од денот вака кога подобро ќе размислам, ние совршено и го заслужуваме. Овој народ, голем дел од него веруваше во шарената револуција, во СЈО верува мајчки, но Не можеш така да кажеш, затоа што ама сега сето тоа е било во ред доколку немаше и доселување од некои меѓународни центри. Без тоа немаше да биде оваа возможност. Да бидеме искрени. Тие други ги изгубија изборите што после сите работи што исполна случај. Еве, пак ќе кажам. Јас за разлика од Димитар Апасиев, никад не сум верувал во Катица Јанева, ниту пак сум работел за неа. Во Катица Јанева, тука сме чисти како сол за Љупчо, уште од почеток прво не возбуди И за разлика од Груевски, него ќе го пошто нели и Груевски имаше изјава дека она е не прво не топ кадар и се најде на неговата листа. Прво ни беа впечатливи незините реторички способности, чудни за правник. Потоа благо не изненади овој изводот, уверението, Транскриптот. да, уверение ке нас се вика, нели, за положени испити. И на крај беше она што излезе за една, не знам како да ја наречам бе таа корупција, тоа е Не е тоа корупција. мислам, јас знам сиромашни луѓе кои што се достоинствени кон себе. Ова животински живување, ја не знам како да го наречам. Со каучот тоа што беше со тие работи, тоа. Па со она, види, не заборавај. Телевизијата што ја правеа телевизија се правеше со црни пари. Телевизија, Апасиев имаше емисија заедно со Катерина Колозова. Гостување имаше. Гостување во кое што двајцата се согласуваа дека македонскиот народ 45-та бил измислен. Не беше. Така се, тоа имаше нешто друго беше тука, али ајде. Дека за идентитет, они се многу се разбираат. Па Мајкл Рот, нели, што е сега во Скопје, таму го носеа, ти текнува, си заборавил дека таму беше на гостување, па рече колку тоа било, нели, европско. Последниот крик на технологијата и на слободното новинарство. Абе ги забораваме вакви работи, види. Како се викаше тоа? Еден ТВ. Еден ТВ. И нели има емисија за борба против корупцијата? Тај магазин у моментот. Така беше? Има емисија за борба против корупцијата? Да, па после Азманов излегуваше дека го рекетирале, му барале пари. Па не само тој, после испадна дека тоа било пошироко многу. Па после излезе дека на Силјан Мицевски уствари му земале пари. Да, види, не верувам дека тоа е толку наивен да му земат пари. Па 300.000 евра им искеширал. Па сега, види. Па сигурно власта му завршила некоја работа за Јас имам, чекај се, затоа што морам да внимавам, тука се излажуваме нормално пред јавноста. Јас имам еден сериозен сомнеж дека целата работа беше политичко организирана од врхушката на СДСМ, посебно од Зоран Заев, и дека во целата таа работа овој наивно насредил затоа што тука сакал да глуми некој лудило, како се викаше овој. И да заработи добро. И па добро да, и да заработи добро.
А се сложника луѓери како беше Иво Петок мрсат. Тука и сето тоа во тој момент тие мислеа дека се недопирливи и беа недопирливи, затоа што зад нив стојат интересите на Ивица, големи сили. од 2018 па наваму, ја го работам лидер. Тоа се колку години? Во април годинава се 5 години, Пет. така? Не се. Ја работам 5 години, го работам лидер. Значи, во овие 5 години на СДСМ 30 медиумски проекти пропадна. Во истите овие 5 години. Ние обстојуваме некако. Па еден беше струшен после месец дена од кога тргнавме и текну. Да, тоа беше утрински брифинг. Еден ТВ пропадна, портали си изнаредија. Последно сега, нели, Империјата на Джабир. Така империјата не викаме добро. види сега, за да биде империја нешто силно, јако, мокно. Во случајов ова е империја на лудостите. Ама сериозни пари се излеваат од там. Ама немаат никаков ефект. Никој не мисли дека СДСМ е на добар пат и се помалку гласови ќе имаат и тоа е реалност и сега мора вака спотерски да се спасуваат преку одредени делови од опозицијата кои одработуваат за нив. Добро. Не мислам само на левица, да се разбереме. Таа е само еден од тие. Не, јас не мислам дека меѓутоа Види, дека има лажни опозиционери, има факт тоа. најголем дел од членовите на левица се веројатно искрени луѓе кои не се свесни за овие работи. И токму затоа и многу е важно да се прават за вакви амбиции за тие луѓе конечно да се ослободат нели од нивниот лидер, кој од нивната партија прави секта. Има една сериозна групација која сака тоа да го направи внатре. Јас ги поддржувам. И сметно, затоа што како генерички левичар. Генерички левичар. Денеска ти тргна. Добро. Јас не можам да... Апсолутно. Дома си го имам Маркс, Енгелс, све тоа прочитано. Слободан Огриновски. Слободан Огриновски е една добра диагноза за нас. Тој беше со СДСМ, беше со ВМРО ДПМН, беше цело време со Тито. А порано беше со УДБА. Ја мислам дека не порано, постојано. Па добро, не постои УДБА званично, не. Добро. Ја мислам дека не беше тој дека тоа беше континуитетот кај него, знаеш, нека. Ја заборавивме партијата на Пеливанов. Како беше Корбизие го вика, нели? Корбизие, да. А иначе Комунистичката партија, предходно исто на Крстјанковски беше така. На Пеливанов. Од Пеливанов, да. КПМ. 2007 не собира подписи Пеливанов, ново 2015 кога се основа Левица, ја преминуваат во Левица. КПМ. За таа сцената, мислиш, левичарска? Не. Тие што останале остатоците на партијата на Пеливанов. Сега, например, ВМРО градат МИП се повикуваат таму на Борис Сарафов, едно друго, тие работи. Нормално. За многумина тоа е дискутабилно. Затоа што сега континуитет 300 години. 100 и колку години, 120-30, како доаѓа, не знам дали е така. Ама овие па се повикуваат на континуитет на Пеливанов. Сега малце ми е тоа да се разбере. Мислам повеќе се повикуваат на КПМ од 43-та. Па на таа партија си има формално правен застапник Не. и наследник. Кажа, го избриша од статутот. Сега само го избриша тоа. Одамна. Значи остана само социјалистичката партија наследник. Тие се повикуваат на идеолошкото наследство на Социјалистичка република Македонија. Да, кога ќе видиш. Значи Љупчо Димовски е единствен наследник на Да, идеолошки. На КПМ од 43-та. Па добро, СПМ и во таа поделбата на имотите на комунистите има јарено нешто. Не, тие Социјалистички сојуз, од друго место. Тоа беше друга работа. Што е разликата меѓу тоа? Еве ја не знам. Па, 92 сум. ова беше само партија.
овие беа кровна организација на сите таму беа и антифашистичкиот сојуз на жените, младината, синдикатот, партијата и сите други Значи, општествени они го земале тоа Обштествени интереси, кај што да. членувала партијата. Да. Аха. И на избори кога излага, изборите беа во име на Социјалистичкиот сојуз, не во име на Сојузот на комунисти на Македонија. Така беше. Така во Значи. Кина се уште. Во Кина постои нешто слично, се вика, мислам, се кинески нешто сојуз. Така функционираат и во Германија, например, не знам дали знаеш, во Германија, Источна Германија, покрај единствената социјалистичка партија, во Источна Германија си постоја и ЦДУ и либералите и така натаму, и тие беа во некој социјалистички сојуз обединети и заедно излагаа на избори. Имаше све и свашта и таму. Така што во Кина има 8 или 9 партии во рамките на тоа. Ова дека СДСМ го избришале, Не бе одамна некако незабележително ми поминало. Уште ти си бил таму кога тоа го избриша? Не. Да, знаеш кога го е избришено? Тоа е избришено некаде 2004-2005. Жалосно. Значи, они се повикува и правно како дека се наследник, меѓутоа се повикува и на и дека се идеолошки наследник, го бриша и едното и другото. Целосно. Така што е чудно, мислам, наместо се повикуваат на тоа наследство, не го бришат. Ако е Беше вчера Вучич во Скопје. Освен Милановиќ беше и ми добро се. Секоја чест за Милановиќ, но нас тука се знае кој не храни и не лечи. и не лечи. Еве едно сиже од неговата А прилично добра изјава. изјава, вели: во среда лично ќе купам паризери јогурт за појадот, па нека се смеат. Ја па мислев ке фатиш некој од тие другите накво. Председателот на Србија Александар Вучич во вчерашното обраќање по средбата со лидерите во процесот Брдо Бриони во Скопје коментираше дека опозицијата негодува поради неодамна објавеното намалување на цената на основните прехранбени производи. Во среда лично ќе купам паризер и јогурт за појадок, а тие нека се смеат дека се грижиме за народот. Осте го тоа, гледаш таму дека зборувале за некои други работи, не знам дали виде, зборувале за европски интеграции, зборувале за Добро. Ние немаме многу експерти за паризер. Кај нас се повеќе научени на бифтек, на ова као се вика, на лигњи, шкампи, морско нешто, суши. Не така се прехрануваат нашиве во влада. Знаеш? А и кога Вучич има охранети, знаеш, не се сите на паризер. Реално одамна немам проба на паризер, ми инспирираше. Од студентски денови некаде, добро. Или од претходно? Не, види, ја после студентските денови работев прилично напорно и се соочував со македонската работничка класа, така што паризер немам 2-3 години јадено ја, да бидеме искрени. Не дека нешто многу ми фали, ама во однос на ова со Бриони, шо излезе таму? Добро, види. Видов една слика гостин Стево Пендаровски и Стево Пендаровски. Печатна грешка, ама баш онако убаво објаснато. Добро, види, ја кој што зборувале за европски интеграции и како што видов, ми делува дека било конструктивно. Ми делува дека дел од нив се преголеми оптимисти. Видов дека Вучич не е оптимиста. Милановиќ видов дека Не е оптимист. Не, Милановиќ е реалист, меѓутоа Милановиќ забележав дека се стекнал со сознание што сакаме ние во регионот. И види, он е знаеме која е тежината на Словенија и Хрватска во ЕУ сега. Ја не спорам дека тие сакаат да го видат регионот во ЕУ. Ама сега тоа е тоа, се знае кој ги носи одлуките. Далеку се од големи сили Словенија и Хрватска. Иако за нашите келнери Хрватска е ветената земја. На лето, На лето. во сезона. Словенија не беше тоа?
Не, од Словенија сака да се натача вратат. пионерите. Од Словенија сака да се На вратат. Словенија се. Значи, прво нешто јас. Знаеш па што гледам дека се лажни вести. Ја сум бил многу пати у Словенија, имам свој бизнис конекции таму. Од Блед да сакаш да се вратиш во Македонија. Кој тој беше сака од Блед да се врати на Македонија? Бе сега добро, сега дома си е најубаво. Ваква, ама дека се измислици, тоа измислици. Дома си е најубаво. Да. Америка е создадена и е таква империја баш од луѓе кои мислеле дека дома не е најубаво. Америка не е создаден тоа. Ако сакате, Не ишле, види, не ишле таму империја да прават. Европа е создадена од праафриканците, нели, кои мислеле, нашите предци кои дошле од Африка и мислеле дека дома не е најубаво. Ако сакате. Добро, ма не оделе таму мислејќи дека ќе прават империја. Сега во Америка нешто Па друго. добро иделе да јадат бољи климатски услови, да јадат. Климатски услови така и така. Ама за животен стандард Некој може од љубовни проблеми бегале од Африка. И тоа е тоа. Homo sapiensот веќе имал развиено емоции кога дошол во Европа. Човештвото е постојано движење од кога постои. Така е. Така што ја не гледам проблем, нели, што нашите фаќаат на Европа. Во многу од случаите Не на тоа Европа, види сега, не знам дали кога беа во евакуација, мене ме изненади. Бога ми, земји кај што не очекуваш дека луѓе работат и привремено, меѓутоа и не баш привремено. Во Кина, например, многу луѓе беа кои што се професионалци, кои што таму се наоѓаат некој види, економскиот развој сигурно направи своето. Имаше луѓе во Индонезија, консултанти од Скопје, во некои компании таму е друго. Мене ми беше импресивно колку се глобализирала македонската нација. Далеко од тоа дека е само Европа на радарот, на нашите, или дека е само Соединените американски држави, Канада, Австралија и Нов Зеланд. Светот е глобализиран, посебно овие луѓе во што имаат високи вештини, кои што знаат да работат како машински инженери од сите разни области, не знам, биотехнолози и така натаму. Дел од нив од Скопје живеат, работат по цел свет, пази. Или во Македонија живеат, работат по цел свет. И светот е променет веќе, не е толку... Но му викаат сите на Ковачевски ставија Македонија во ЕУ за да се врати. Не, а тоа ти кажува се. Друго, во изјавата на Вучич го видели она, вика, мислат луѓето, вика дека поголем проблем од Србија и од Македонија со иселување имаат Хрватска и Романија. Далеку поголем. Да, затоа што тие се во ЕУ и многу е полесно да... Така. И сега, да не се залажуваме дека ние ќе бидеме обратниот трендот кога ќе влеземе во ЕУ. Ме прашуваат, Љупчо, шваргла, дали имаш јадено? Како немам шваргла јадено, тоа е стар. У Србија имам купуено шваргли, но се на навекат. Знаеш што е шваргла? Па тоа е нешто као пифтија у салама направена. Само малце различно, има некој... генерално, жени тоа не поднесуваат. Викаат дека е грозно и не го сакат, али ја поштуем такви. Јас знам на местни нарезак на времето, како се викаш. Ја имам така, ширден кукурек, шваргла. Имам кукурек, знам што. Имам такви, како се вика, волја за екзотични јадења. Да не се билно ни, како се вика, кобасици јади тие по Србија што се прават, или не си бил на тие настани. Ајде. Да видиме коментари од граѓани, тука за левица се закарале озбилно. Нека тераат. Значи, еве, Оливер прашува како ја ценуваш ФБ преписката помеѓу Пасиев и Богдан Илиевски Бетмен. Самото тоа што Пасиев од 20%, последните 20% што ги има на Facebook, 17 се против ВМРО, а 2 се против СДС. Многу добро објаснува за кого работи Пасиев. Нема потреба. Богдан Илиевски ниту е лидер на политичка партија, ниту е функционер на политичка партија. Човекот е поранешен функционер на политичка партија кој сега си има емисија на телевизија Алфа, добра
емисија, политичка емисија, негово право и така натаму, и сега Пасиев влегува во преписка со него и убаво говори за тоа кој е Димитар Пасиев и за кого работи. Нема потреба јас да ги кажам моите сомнежи, пребројте колку статуси, колку објави, колку постови имаат против СДСМ, колку имаат против ВМРО и ќе ви стане јасно за кого Пасиев работи. Еве, во исто време отидете и отворете го Facebook профилот на Христијан Мицкошки, ќе видите дека нема ниту еден пост против Димитар Пасиев. За разлика од Пасиев, кој има десетици, стотици во изминатиот месец. Многу е јасно и недвосмислено, ниту пак пратениците на ВМРО ДПМН е нешто со тргна, ниту членови на извршен комитет и така натаму. Ова, се што ви кажувам, квантитетот на тоа говори дека немаат никаква врска со опозиција. Еве, Богдан Илиевски, кој е новинар, ја критикувал Левица, еве јас сум ја критикувал Левица, што немам никаква врска со ВМРО, освен што гости тука ми доаѓаат легитимно, нели, како луѓе кои се борат против оваа власт, ја друга врска со ВМРО немам. Така што јас кога зборам против Левица, не збори ВМРО, јас зборам против Левица. Сум независен во тоа што го работам. Одиме понатаму. Добро, тоа го да се најде решение, оставите го Пасиев, кој ќе го поведе народот и тоа со пушењето мислам дека е доста. Тоа е проблемот со народот, нема потреба никој да ве поведе за вакви работи. Еви, Ивица, како ја коментираш еве од политиколошки аспект оваа потреба на нашиот народ да биде поведен? Ај некој нека излезе и нека го поведе народот. Види се, тие се пораките што стигаат од нашите стратегиски партнери од САД и од ЕУ, дека треба да се покаже лидерство и тоа со години тоа го кажуваат. Така што ова е, нели, ова произлива од тие прозападни стремежи на нашиот народ. Ја така гледам на тоа. Иронизирам нормално. Нели со години тука се зборува дека лидерство треба некој да преземе, така. И еве сега луѓето согласно желбите на нашите стратегиски партнери бараат лидери. Да ги поведе некој. Така зборуваат, нели? Треба лидерство се земе, колку пати има соопштенија, нели, од стратегиските партнери. Не, генерално така. Генерално потреба да биде поведено има дете, нели? За да не биде воспитано, сега, невоспитано, треба ви да му објасните што да прави. Како тогаш го ценуваш ова? Еве, нели? Така велат овие. Не, добро, они бараат лидерство да се покаже. Тоа е тоа. Тоа е тоа што се. Да, добро, во нивните очи лидерство е да се застане против интересите на својот народ. Така го доживуваат тие лидерството. Така што еве гледаш се, ги покажуваат некој лидерство. Еве, народот зошто не излегувал на протести, затоа што се плашал од затвор од 120 години. Како за 27 април. Да, ова е легитимен одговор кога видовме какви политички драмолетки се случуваат таму. Политички драмолетки за кои ја разбирам зашто Пасиев е храбар, нели, да излегува на овие протести. Пасиев за тие политички драмолетки велеше дека тие луѓе треба да одговараат за тероризам. Има видео кај Богдан Илиевски на Facebook, видете го. Тој за 27 април вели дека тоа се луѓе кои треба да одговараат за тероризам затоа што се бореле против легитимно избран власт и председател на собрание. Тоа се негови зборови, не се мои. Мои зборови се дека треба да одговараат за насилство, само и за ништо друго. Тоа тероризам, тие работи ќе ги тргнеме на страна. Одиме Ким Јонг Ун пристигна во Русија почешки на средба со Владимир Путин. Западните медиуми се повеќе јавуваат дека Русија се спрема за офанзива во јануари. Не знам. Тоа не пратиш војна? Не.
Ја помислив дека ти си еден од оние кои се претплатени на 10 на Телеграм канали и Не следат сум, сите не дека страни. не сум, меѓутоа морам да кажам дека има неколку работи, значи има работи во кои што можеш да тврдиш дека се разбираш и дека не се разбираш, има работи што ги следиш и ги констатираш, има работи кои што не можеш да ги коментираш. Сега, војната има некоја наука во целата таа работа. Како изгледа војна, како се води војна, за таа работа се оди на војни академии. За таа работа има луѓе кои што цел живот се подготвуваат, се спремаат, за таа работа има воени историчари, за таа работа има психолози кои што проучуваат как масовна психологија на војна, индивидуална и така натаму. Јас тоа не сум. И сега кога зборува оружјето, јас не можам да коментирам и не можам да зборам. Меѓутоа кога ќе почне политичката разврска, тогаш горе-долу ќе можам да зборам. Она што можеме да го кажеме дека во оваа фаза војната е онаа војна која што се нарекува војна на истрошување. Рововска војна, војна за која што мислиме дека нема да постои во 21. век. Со употреба на техника, со употреба на нови технологии и така натаму. Ова е некоја... Чека, остаја Русија. Значи, ова не е нормална работа. Да. Еве, сега гледам вести, излегла, сега пази ова. Бехтел Јенка стартува со градежни работи на коридорот 8. Ова е 4ти пат како почиња. Да, видели кој почнува сега? Кој? Видели која фирма е избрале? Во селото Горна Бањица Не, Кичево. Евровија. Добро. Нели оние што не знаеа дека дојде дека ги финансира? Да. Ама мене ова ми е нелогично, Ивица. Значи, до сега 4 пати почна изградбата. Нели имаше камен темелник, па камен темелник на камен телмина. 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Ова као нашите, као до сега ние 3 пати што почнавме преговори со Европска Унија. Некако така му доаѓа ова со Бехтел Јенка. А така доаѓа, да. Како, нели беа таму се слика Агелер, беше, еве сега пак почнуваат. Не. Почитувани слушатели, Така ние... што, али да се вратиме, војнава е лоша и лошо е тоа. Мислам, лошо е тоа што се случува во Украина, лошо е тоа што во Европа се случува како резултат од тоа што се случува во Украина. Ја видиме, ајде. Порака од слушател, со него ја затвараме. Златев на неколку пати ја критикуваше диаспората, па еве сега имаш можност да го повикаш професорот Најдовски од Австралија, па кажи му во лице за нас во диаспората. Ја не ја критикувам. Боже, се Диаспората ја само некои нивни перцепции. Например, ја критикувам диаспората затоа што не се попиша на последниот попис и беше заведена од оние кои работеа за власта и бараа бойкотирање на пописот. Да, тоа беше левица, не му кажувајте. Тие одработија, нели, за да нема доволно македонци во нашата држава и диаспората за жал учествуваше во таа игра, мислејќи дека е патриотска игра, а излезе дека си е не игра што патриотски. Почитувани слушатели, тука е крајот на денешната емисија, 12 септември 2023 година. Јас сум Љупчо Златев, главен и одговорен уредник на Радио Лидер и автор на оваа емисија заедно со Ивица Боцевски. Ово утро техничката реализација беше на Димитар Митровски и Јордан Чаушевски. За крајот на оваа емисија уште еден апел до Борислав Кармов да заврши факултет.